Добре дојдовте во студио на Нова ТВ. Криза во преговорите на лекарите со министерот Тодоров. Штрајкот на лекарите кој што траеше 42 дена е ставен во мирување. По долги и мачни преговори, анексот на колективниот договор е подпишан од страна на Гранковиот синдикат. Со мене во студиото е Љубиша Карамфиловски, председател на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита, и доктор Калина Гривчева-Старделова од штрајкувачкиот одбор и од синдикатот. Кој добија, кој изгуби со преговорите? Карамфиловски? Па добро. Пред се можам да кажам дека во изминатиот период се соочивме со еден тежок, можеме и да кажем исцрпувачки преговарачки процес, но ако е крајната цел од секој преговор да се излезе со одреден договор, можам да кажам дека ние како Гранков синдикат на крајот излеговме со еден анекс подпишан на колективен договор за измени и дополнување на колективниот договор за здравствена дејност. Буквално во него со, можам да кажам, голем број на заштитни механизми, по основ на се ова што досега се случуваше. Конкретно што би сакал да кажам? Сакам да кажам дека со овој анекс на колективниот договор за здравствена дејност, кој што буквално го подпишав јас со министерот за здравство, основната идеја беше да во самиот анекс се трансформира и се овој проект плаќање по учинок веќе се препознава низ работна успешност. А за работната успешност можам да кажам дека е веќе една законска регулатива и ние сакале или не сакале како Гранков синдикат моравме да го согласиме колективниот договор со таа работна успешност, која работна успешност се препознава и во Закон за работни односи и во Законот за здравствена заштита, но за нас е најбитен Законот за работни односи, каде што платата се состои од основна плата, додатоци на плата и работна успешност. Доктор Старделова, има ли криза во преговорите? Очигледно има. Па криза не би рекла дека има преговори у кои ние не се као синдикат, самостоен синдикат на клинички центри и други болнички установи не се препознавме. Јас би го цитирала колегата у негова изјава пред да се изгласа Законот за здравствена заштита кој ги вознемери сите лекари. Вика, ево ние до мене, основна основната плата да биде таа што е основна по основна полно работно време и толку, а некако што сега го прават делот од успешност да биде во основната плата со дел на процентуално намалување на таа основна плата. Значи тука синдикално нам ни се пали црвената сијаличка кога е во дел на исплата на плати. Исто така би го цитирала Законот на работни односи, каде што пишува дека е платата од член 105 е составена од основна плата, плата за работна успешност и додатоци од плата. И согласно со член 11 од општиот колективен договор на јавниот сектор, платата на работникот за работа со полно работно време и нормален учинок не може да биде пониска од основната плата. Значи, во нашите преговори ние стоевме до ова. Клинички центар, самостојниот синдикат на клинички центри и други болници, стоевме на ова. Не сакавме да подпишеме да се сложиме во нашиот анекс на колективниот, на актуелниот колективен договор, да се засегне основната плата. Направивме многу обиди да тоа не биде така, меѓутоа очигледно дека треба уште да се обидуваме. Излеговте задоволни, релативно задоволни, меѓутоа работите некако, рековте дека отпосле се променија. Ние излеговме задоволни затоа што сметавме дека ќе почнат преговори. Сметавме дека мора да има преговори со ресорното министерство, дека мора да се најде заедничко едно разбирање, заеднички јазик со ресорниот министер, за да се направат овие реформи практични и успешни, кои нашава влада сака да ги спроведе. Карамфиловски, ве обвинуваат и дека ја озаконивте казната, нели? На почеток и самите рековте дека нема да се навлегува, да се задира во основната плата. Точно така, кратко да ми го објасните. Доследно стојам на тоа. Јас бев тој првиот кој што кажав дека црвената линија за нас е основната плата и тоа е дел било каков проект кој во неговата содржина содржи намалување на основната плата, дека за нас е неприфатлив. Факт е еден, јас ево тука и колешката, јас би кажал, ако дали го веќе го имат видено, моментално подпишаниот анекс на колективен договор, бидејќи бевме заедно на преговарачката маса и тој ден кога требаше да се подпиши во касни сати, од ова да кажеме негде околу 21 часот вечерта, од ова бевме заедно до моментот додека ние влеговме во подпишувањето. Значи самиот анекс на колективен договор, член 2, сега во овој момент, бидејќи се измена некој дел, јас сакам да кажам дека не препознава во ниеден дел
намалување на основна плата. Ако тоа негде се препознава, сакам да ми кажат во кој дел се препознава намалувањето на основната плата. Јас би го прашала само дали е тоа анекс колективен договор кој е објавен во службен вестник на 10 јануари 2003 година. Тука има еден момент кој што сакам и двајцата да ве прашам. Преговаравте до полнок. Вие ми се чини до 10 часот навечер, вие останавте некаде до полнок. Веќе истиот ден на 10 јануари договорот веќе бил излезен во службениот вестник, знаевте ли вие за тоа? Да, бидејќи ствари на договорните страни кои како ќе ја превземе понатаму делот на регистрацијата на самиот потпишан анекс на колективен договор, значи регистрацијата треба да се во Министерство за труд и објавувањето во службен вестник. Ама што преговаравте ако веќе го излегло во службен вестник? Не, то после потпишувањето на анексот веќе беа тие контакти. То сигурно го гарантирам. Мислам од ова, бидејќи како можеше да се знае дали некој би го потпишал од ова. Да, точно. На 10 јануари објавено. На 10 јануари е потпишан точно во касни сати. Министерот се консултираше со Министерство за труд и вечерта исто и со службен вестник дали ќе може, за да не дојде во ситуација овој колективен договор, да кажем анексот на колективен договор, да биде со друга дата, да кажеме од 11 кога веќе ќе се распишуваат изборите. Тогаш дека безпредметни биле преговорите, веќе било средено, така? Али не ве разбирам, како мислите безпредметни? Не знам, еве доктор Старделова. Ево јас би се навратила сепак на оној дел да го прескокнеме, ово има веројатно други правници што би одговориле на овакви работи. Ајде да објасниме на оној што дел точно значи. околу она што беше наше желба да не влезе во плата. Значи платата се состои од основен загарантиран дел, од дел кој се состои од додатоци, кои се базираат врз основ, се пресметуваат врз основ на тој основниот дел на плата. Тоа е според закон за работни односи. Значи, у тие додатоци спаѓаат наше дежурства, прековремени сати, празнични дежурства, стаж, и тоа понатака оди во пензија, нели? И има дел за награда од плата, така си е според закон за работни односи. Сите народни закони, значи према кои работиме ние, а и сите други, се базираат врз основ на овој закон. Закон за здравствена заштита би требало да му даде поголеми права на работникот во здравство. Колективниот Гранков колективен договор треба да му даде уште поголеми права, поединечните да му дадат права на работникот. Оно што е спорно, што значи ние не сакавме да влезе коефициентот од 0,96 до 1,02 учинок во основната плата, него да си влезе во оној дел каде што би требало да му е место, тоа е закон. Што значи тоа, за да ве разбела луѓето ќе добиете ли без зголемување на платите од 20%? 19,2% што е ветено на 3 без кумулативно, значи 3 наврати да се добие до последното во мај 2014 година, значи дека ние у пари би добиле од 1000 до 1500 денари прва сума во март месец оваа година, а тоа значи дека веќе во јануар, февруар и март работиме со по оваков начин на пресметување за 100%, веќе во априлската плата би можеле луѓето да имаат намалување кое би било и во 4000 денари. Од прилика. Карамфиловски, што значи тоа квартално пресметување и тоа? Видете, пред тој квартален пресмет, мислам ништо ќе го кажеме, бидејќи и тој дел од овој анекс на колективен договор, ја само ви ја прашал колешката, во кој дел од анексот, бидејќи тука сме денес да го дискутираме анексот, тој член 2, гледате намалување на основната плата. Во коефициентите кои не се единица за основниот дел на плата, него се намалува од 0,96 до 1,2. Во коефициентот кој е вметнат во основниот дел на плата. Ево сега само да може само да дополнам, дури вчера беше кажано дека во мај 2014 они ќе имаат не само изедначување, туку намалување од некои 12%. Не знам какви се тие пресметки, можда тие ќе треба да го кажат. Јас ги знам само корекцијата и покачувањето и можам да кажам најодговорно дека негде до можеби мај 2014 година со оној кумулативен дел што од ова би дошло за лекарите негде околу 33%, али ќе кажам на кој начин би изгледало. Прво е основно. Не, зборот ми е прво, второ покачување со покачување на единица и крајното од ова. Не. Кумулативно на сите проценти на покачување. Ќе го образложам тоа. Една работа само да ви кажам. Значи, самиот анекс на колективен договор е многу различен
од она што значи проект плаќање по учинок. Значи тука имаме дефинирана работна успешност. Она и колешката го потврди, значи која се препознава во законската регулатива и во Закон за работни односи и во Закон за здравствена заштита. Значи таа е работна успешност. Работната успешност во овој момент не е она што сега се коментира дека во одредена прак на толеранција или флексибилност во делот на работната успешност е со идеја, значи било каква пресметка да дојде по основ на таа работна успешност, прагот на толеранција во пресметката да се движи во единица кон успешната, кон работната нормална успешност, основната плата. Во склоп на моделот, сега вие да дефинирате платата, кога не е дефиниран модел. Значи, во основната плата се пресметува она што ние не сакавме да подпишеме, тие коефициенти на успешност, кои се доста штури според нашиот колективен договор, каде што има многу прецизни работи и кај што сите колективни договори се ставени јасни и прецизни работи, ова е малце така прескокнато детално објаснување и у суштина дадена е можност да пресметката на основната плата, основниот дел на плата биде од 0,96 до 1,02. Не на делот за успешност. Значи, околу ова иста ситуација, само би продолжив кратко, значи то 0,96,1,02, да кажеме во овој момент, што го спомнува колешката, значи се работи, ние го поврзавме, значи со императивната обврска на директорот да му ја обезбеди на работникот, во случајот лекарот специјалиста, таа нормална работна успешност, основната плата. Значи нашата основна идеја беше, без разлика како ќе се пресметува таа работна успешност, без разлика како ги се пресметува, да се движи во рамките на единицата. А ако дојдеме во ситуација да можеме да ја експлоатираме понатаму во наградување, тогаш она што веќе и колешката ги спомни, тој член 16 од општиот колективен договор за нестопанство, кај што има одредени критериуми и мерила. Што сакате да кажете? Значи, буквално ево прашајте ме што мислите дека како треба да се разбере. Јас ви одговарам дека во анексот ние дискутираме денес за анексот. Гарантирате ли на сите лекари дека ќе добија тоа ветено зголемување и со анексот на колективниот, бидејќи вие знаете, 5 месечно имавме намалување на основна плата, факти. И не случајно, сите да кажам во моментот изразот на тоа незадоволство во клиничкиот синдикат преточно да кажеме манифестиран со делот и на штрајкот, беа во насока на одредено незадоволство за еден имплементиран проект. Значи ние имавме еден имплементиран проект на плаќање учило. На различен Значи во овој момент ние како Гранков синдикат со овие елементи преточени во анексот го баратме излезното решение за покасно, знаат и колегите бидејќи заедно бевме на преговарачка маса, за покасно да дојдеме во ситуација да го бараме правото решение со она што беше идејата на овој 3-месечен период, јануари, февруари. Она што колешката рече нема ништо акумулативно, јас само една работа само сакам да ја кажам. Во февруарска плата, зборувам во февруарската плата, вработените, да кажем лекарот специјалиста, ќе ја земи 104,8%, но кога на тоа ќе се додат и она што кажа, додатоците во пресметката, тоа е минимум соодност, бидејќи се различни тие додатоци, во момент минимум ќе биде негде 107%. Во мартовската плата, поново ќе ја земат 107%. Значи, априлската плата ќе биде пресек тек во мај, но пресек ќе биде на овој квартален просек, да кажеме, во овој момент на таа работна успешност. За нас работната успешност во овој анекс на колективен договор е се сведено на единицата, да кажеме. Ние го заштитивме со излезно решение да ја заштитиме основната плата. А дали заеднички понатаму ќе го допрецизираме, да кажеме, овој дел на работна успешност во прецизно препознавање на здравствените услуги, тоа остануваше во овој период од 3 месеци. Ќе видиме после ова тремесечие, дали вие им гарантирате дека се ќе биде во ред, бидејќи вие сте потписник на со овој анекс јас потпишувам императивна обврска на директорите, значи го спуштаме на тоа ниво, императивна обврска на директорите должни да им обезбедат основната плата. Значи, во анексот е допишано дека на барање на докторот, значи постои стално можност дека докторот не барал, да кажеме. Јас правник не сум, благодарам. Јас правник не сум, меѓутоа имаме правно толкување од професори на трудово право, каде што ни кажа дека нашите основни загарантирани работнички права со оваков колективен договор се нарушени. Како ни дадоа толкување, јас им верувам нив,
пошто луѓето тоа го предаваат и знаат дека со оваков колективен договор се воведа преседан во колективно договарање. И ова ќе има последици не само во нашава област, него која во сите области ќе се навлезе во основниот дел на плата, тога веќе ќе видиме какви последици има подпишување оваков договор. Вака да ви кажам. Значи во овој момент, само ако може во контекст на ова. Прво и основно треба да се знае што е колективен договор. Колективно договор е посебна правна материја од времен карактер, не, од времен и израз на добра волја. Значи израз на добра волја меѓу преговарачките страни. А значи од времен карактер. Во овој момент, со ваквиот анекс, ние јас кажам, го побаравме излезното решение од моменталната ситуација. Не решението. Решението ќе се бараше во овој период со формирање на тие две групи, интернистичка, хируршка работна група. Во овој момент ние во едни вакви услови, да кажам на една економска криза, бидејќи јас најчесто го употребувам изразот. Оптимизмот мора да е под контрола на реализмот, на одредени реални параметри. Ние во оваа ситуација успеавме за носителот на дејност да дојдеме да добие приоритет во воспоставување на оној сооднос, а додека уште ова само и завршвам, додека предлог измените на колективниот договор што се однесува за сите вработени во здравствената дејност, ние веќе ги имаме од мај, да кажам, 2012 година доставено, со се предмет на подпишан протокол и се надевам веќе од мај 2013 година веќе ќе почнеме и во нагорна линија и со останатите. Од договорот ги исфрливте лекарите кои што специализираат, фармацевтите, значи лекари кои се општи лекари кои уште не добиле специализација. Да. Видете, јас не ги исфрлив, не ги исфрлени од друга група. Нашиот предлог беше во овој момент да се најде таа корекција на коефициентот во нарушениот сооднос за сите специјалисти, но факт е еден. Сака да се поврзи овој анекс на колективен договор во здравствени установи каде што ќе бидат предмет на таа работна успешност. Значи према од анексот, во овој момент колку е то исправно, јас како синдикат нормално дека за мене важи онај предлог измене на колективниот договор кај што се сите вработени, бидејќи јас сум председател на сите вработени во здравствената дејност, но го изолиравме ова бидејќи овој, да кажам, претходен проект од ова се однесуваше само на лекарите специјалисти. Да скратиме, доктор Старделова ве прашав, се чувствувате ли изиграни дека послуживте можеби како параван бидејќи имаше и такви разговори вчера и дали преговорите продолжуваат? Завршувам. Јас се надевам дека би требало да продолжат преговорите затоа што ние цело време баравме да овој модел биде приспособен да се добие едно квалитетно здравство. Цело време баравме и се уште бараме да се одредат кои се тие норми на квалитет со кои ние треба да се однесуваме према нашите пациенти во интерес на нашата работа, на квалитетот на нашата работа и во интерес на нашите пациенти. Не се чувствувам јас, нити па моите колеги изиграно. Малце бевме зачудени од начинот на кој се идеше. Имавме едно толкување како тоа двајца боксери у ринг да се борат, а медалјата да му се даде на тој боксер нешто тепал, односно не тие што штрајкувале 42 дена, него тој што се наоѓал во публиката. Меѓутоа, не заоѓам во политика. Наша идеја е дека треба да се направат реформи, се слагам со реформите и сите ние се слагаме и сакаме реформи, али реформи кои ќе донесат подобри нешта, не реформи кои ќе донесат казни. Се извинувам, јас сам уште би дополнил, во делот на боксери, ако веќе некоја асоциација играме, правиот боксер беше Гранковиот синдикат, кој одма после 15 август го свика одборот на лекарите и се почна тој, дури беа поканети од клиничкиот синдикат. Беа поканети тие од ова. Ние делот на боксот го гледавме на преговорите, бидејќи преговорањето е најзначајниот и најакиот оружје. Да. Во рингот бевме специјалисти од клинички центри и други болници наши члени. Зависи во која нас. Ви благодарам што бевте гости во студио на Нова ТВ. Благодарам. Благодарам на поканата.